А во продолжение денес е меѓународен ден за бездомниците. Статистиките велат дека повеќе од 100 милиони луѓе ширум светот се бездомници, а најмалку 1,5 милиарди луѓе немаат домување. Во Македонија бездомништвото е голем проблем. Утринава колегата Кирил Стојанов е во прифатилиштето Мумин поток. Кирил, добро утро. Така е, најве. Добро утро. Денеска светот го одбележува меѓународниот ден на бездомништвото, ден кога треба многу повеќе да се зборува и прави за решавање на тој горлив проблем не само во Македонија, туку насекаде во светот. Статистиките низ годините покажуваат дека наместо да се намалува бројот на бездомници, постојано се зголемува за тоа каква е состојбата со бездомништвото во светот, но и во Македонија како и на кој начин Црвениот крст се грижи за нив, ќе ни каже Драгана Лазаревска, координатор овде во пунктот за бездомници Мумин поток. Еве, што вели бројките, што вели статистиката, колку луѓе на светско ниво се бездомници и колку луѓе живеат во услови кои што не се достојни за еден дом? Напред, добро утро и од мене. Поздрав до сите гледачи на утринската носител телевизија. Како што може да забележат гледачите, се наоѓаме во Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвен крст во Мумин поток, едно уникатно место, едно единствено од ваков тип, кој што е отворено од 2008 година и веќе 17 години ги дава потребните социјални услуги, помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица бездомниците. Според проценките на Обединетите нации, вкупната бројка на бездомни лица на светска основа негдека е порасната после короната од 100 милиони на 150 милиони, а додека 1 милиарда лица живеат во несоодветни импровизирани субстандардни услови. Откога се појави корона-19, оваа бројка и на светско и на ниво на Македонија со еден галопирачки раст почна да расте, па и освен светските бројки кои што со голем интензитет се зголемуваат, исто така и во Македонија е зголемен овој број, што самата бројка по себе ужасува. Може би во идно време овој тренд и уште поголем ќе стане, но секако дека Црвениот крст е тука да им ја даде потребната помош и поддршка на една од најранливите категории кои што веќе 17 години ја даваме. Ете, ќе зборуваме за тоа како функционирате вие, она што уште сакам дополнително да ве прашаме, колку како Црвен крст, како ваков пункт соработувате со другите вакви слични институции низ светот, какви се практиките и што она што се прави за бездомниците таму се имплементира и овде? Токму така дека Црвениот крст на град Скопје соработува со голем број на партнери, соработници и провајдери. Имавме можност да се пофалам дека овој јуни бевме на 4-дневна студиска посета во градот Виена, кој што можам да кажам дека безпрекорно и несебично и посветено работи со оваа целна група. Можам да се пофалам дека бевме на студиска посета во повеќе невладени организации, исто така и државни установи и институции кои што конкретно работат со оваа ранлива категорија и ги дават сите тие услуги кои што се во правец да се намали овој број наместо да расте. Посетивме центар кој што ги дава во текот на 24 часа, ја дава поддршката, сервисните услуги и помошта на да ги наречам австриските бездомници. Имаат исклучиво само ноќен шелтер, имаат денски шелтер, имаат во текот на целата година кои што се отворени. Буквално има сервиси кои што буквално работат во текот на целата година и секој бездомно лице таму не може да остане неснајдено, односно на секој бездомно лице му се пружа рака од било кој, да речеме, невладен или владин установа или институција, која што во голем дел ги дава сите тие потребни нешто кои им се на тие бездомници. Можам да кажам дека голем дел на искуство и практика од таму како работат директно тет-а-тет со бездомните лица воведовме и во нашево работење. Мислам сите години наназад 17 на некој начин и поголемиот дел од сите тие активности ги практицираме директно во Црвениот крст овдека во град Скопје, но може би некои што се, да речеме, одлични искуства и начин како да се намалува таа бројка и кроење на нови политики и носење на оној програм кој што ние го немаме, односно начин на подобрување на животот на бездомниците, прво домување се викали Housing First,
Можеби во догледно време државата ќе направи напори и ќе ја даде поддршката на бездомните лица за да пред секој бездомно лице заслужува да има дом. Тоа е според Пактот за социјални, културни и економски права, според член 11, дека секој бездомно лице и секој човек на планетава заслужува да има дом. Тоа е загарантирано со право дека едно лице треба да има еден дом. Така е, кога сме веќе го спомнавме и тоа дека вие имплементирате многу голем број од тие активности, кажете ни како на дневно ниво, јас како што знам вие од оваа година овде секојдневно делите и храна, ги примат и бездомниците, среда и петок особено е тоа масовно, како и на кој начин функционираат и колкав е бројот на бездомни лица кои што овде поминуваат на дневно и неделно ниво? Така, како што кажав дека Центарот за дневен престој на бездомни лица од оваа година е регистриран од пункт за бездомници во Центар за дневен престој на бездомни лица. Огромна благодарност до ресорното Министерство за социјална политика, демографија и млади, исто така и до Центарот за социјална работа меѓуопштинскиот, кои што ни даваат несебичната поддршка и помош да буквално го изодиме целиот пат, да стигнеме до да бидеме лиценцирани провайдери на сите тие социјални услуги, помош и поддршка кои што им се потребни на бездомните лица. Па од оваа година Центарот за дневен престој на бездомни лица работи од понеделник до петок од 8 до 4 часот. Како што напоменавте, во среда имаме негдека 60 бездомни лица, а во петокот имаме 100 бездомни лица. Останатите денови понеделник, вторник и четврток доаѓаат 30 бездомни лица кои што се решение од ресорното министерство. На некој начин со сите тие проценки што се направени, наот и мислење им е дозволено да доаѓаат секој ден во Центарот за дневен престој. Сите тие услуги кои што ги дававме и претходно, значи се остава нечиста облека, се пере, добиваат нова облека, топли напитоци, топол оброк, медикаменти, разговор со социјален работник, психолог, доктор. Исто така имаме и од страна на стручниот имат во секое време асистенција бездомните лица, затоа што голем дел од нив и се неписмени, не можат доволно добро да се снајдат низ ходниците и целата бирократија која што се случува во град Скопје, па затоа стручниот тим им е тука да се наречам поддршка и односно асистенција, да полесно ги поминат сите тие ходници, бирократија, да им се завршат сите тие права кои што им следат од самата држава. Можам да кажам дека Црвениот крст веќе долги години има и стационарен дел кој што се отвора во екстремно ниските температури. Тоа е односно привременото прифатилиште кога ќе бидат екстремно ниските температури, односно зимскиот период кој ќе дојде во град Скопје, тогаш се отварат сите тие сместувачки капацитети кои што се состојат од 32 легла кои што се поделени на машко и на женско оделение и во едното и во другото собира по 16 бездомни лица, од кои ќе се наполни целиот капацитет. Црвениот крст има и можност на сите тие останати лица кои што нема да добијат, односно да нема место за нив, има можност да им се плаќа и месечни кири. Тоа Црвениот крст го прави со години наназад, за да сите тие бездомни лица кои што нема да имаат можност да преспијат во привременото прифатилиште, да не ги оставиме на надвор на скопските улици при екстремно ниските температури, за да не додадат до состојба на хипотермија. Можам во изминативе години да се пофалам дека сите тие бездомни лица кои што ги услужуваме, ниедно бездомно лице во екстремно ниските температури не починало. Значи со брза интервенција, можеби имало и некогаш и адхок ситуации каде што треба одма и експресно да се изреагира. Тимот е составен од социјален работник, доктор, парамедик, каде што со патролно возило во кое што секогаш има топли напитоци, топла облека, медикаменти, вреќе за спиење, сет од капа, шал, ракавици. Секогаш им се дава на бездомните лица на терен. Имаме такви лица кои што искрено одбиваат да дојдат во еден топол простор како што е привременото прифатилиште, одбиваат дури и кири да добијат од Црвениот крст, затоа што имаат некои свои убедувања и причини, има таков стил на живење, но сепак нашето патролно возило е таму на лице место и целиот тим да им ги даде потребните работи кои што се носат во тоа возило. Па можеби заради целата брза реакција, затоа и не оставаме да некое лице, бездомно лице почине, затоа што тоа е како секој граѓанин од Македонија. Само за крај, кратко, кажете ни како денешниот ден ќе биде одбележен, што е предвидено да се случува денеска овде во овој пункт? Така, веќе години наназад, 10 октомври, се одбележува како меѓународен ден за бездомништвото.
се во правец да се стави внимание на овој социјално брзорастечки проблем. Црвениот крст и Центарот за дневен престој за бездомни лица во Момин поток веќе 17 години го одбележува 10 октомври како меѓународен ден на бездомништвото. Сите бездомни лица кои што ќе дојдат на овој ден се услужени со еден богат ручек, секогаш ни намаме да има малку поколичински, побогата и калорична храна, затоа што веќе фаќа, да речеме, така поладните температури и да бидат услужени со топла облека, топли напитоци. Денеска имаме една општествено одговорна компанија која што ни е долгогодишен партнер и соработник и кој што ја препознава мисијата на Црвениот крст и пред се длабочината и големината на овој социјално-психолошки проблем и ја дава потребната помош и поддршка на една од најранливите категории со богат ручек. Таа компанија веќе години наназад го донира тој ручек за 100 бездомни лица. Денеска ќе добијат топол оброк кој што ќе биде, верувам дека така некако празнично означен и сакам и посакувам во иднина да овој број на бездомни лица се намалува. Нашата поддршка секогаш ќе имаат, нашата стручност е тука, секогаш ќе бидеме до нив едноставно како буквално они не чувствуваат како членови од семејството затоа што немаат никој и долги години се тука и едноставно буквално растат и созреваат, буквално и се подобруваат и гледаме да ги изнесеме на здрави патеки. Драгана Лазаревска, координатор на Центарот овде за бездомници во Момин поток, ви благодарам за разговорот, ви честитам за целата работа и ви посакувам денеска убав и успешен ден. Ви благодарам и на вас. Слушнавме за тоа колку е сериозен проблемот со бездомништвото на светско ниво, меѓутоа за жал и на ниво на Македонија бројот на бездомни лица и понатаму е висок. Слушнавме за тоа како и кои услуги ги добиваат овде во пунктот за бездомници Момин поток при Црвениот крст. Ти благодариме, Кирил.